هي جنة وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Dragi počituvani brakja, вие кои се одваживте денеска да дојдете на време, овој мал број нема да не збуни, нели нема врска, од идната среда, значи кажете, тие кои не слушнале, те пренесите им дека после акшам сме. Значи, минатата среда не може да дојдам, од здравствени причини, Аллах да ве награди, нема да замерите. Пред две среди, или значи пред 10-15 дена, почнавме да разговараме за една многу важна тема, која што Господарот Субханаху ва Теала ја третира во неговата објава. Тема која што ја најавил и пејгамберот салаллаху алейхи ва селем, тема која што Ехлул Китаб, значи следбениците на Стариот и Новиот Завет, значи евреите и христијаните, значи исто така ја признаваат. Значи оваа тема. Темата е мелхаме, како ја нарекува пејгамберот салаллаху алейхи ва селем, или големо искушение, нели? Ден на големо крвопролевање, ден на голем судир, ден кога еднаш за секогаш цивилизациите ќе се судрат и конечно ќе биде донесена одлука во чива корист ќе се одвиват понатамошните случки во животот на овој свет, се до моментот кога Господарот Субханаху ва Теала ќе одреди да се случи големиот потрес, или да се случи ел-Кариа, или да се случи ел-Хака. Нели? Големиот потрес или денот кога што Господарот Джеле фи Ула ќе им суди на луѓето. Денот кога Господарот Субханаху ва Теала ќе им суди на луѓето. Значи, овде збориме за еден голем презнак на судниот ден. Значи, мелхаме, таа голема битка која што Ресул салаллаху алейхи ва селем ја најавува, кога вели јагзу џејшунул Кеабе. Значи, хадисот е сахих, имам Ибн ел-Мунзир, овој хадис го забележил во поглавието за искреноста. Вели Ресул салаллаху алейхи ва селем, јагзу џејшунул Кеабе. Голема војска ќе тргне да ја освои Кеаба, да ја сруши Кеаба. Значи да го уништи и онаа мала трага на исламот што постои, и тоа да се уништи. Значи ќе се води една битка во која што ќе се има на ум, или ќе се има намера, значи исламот идеолошки да биде искоренет. Значи таа битка веќе трае. Значи од ден на ден сведоци сме какви све, нели, има движења, какви све во наводници научни симпозиуми, така ги нарекуваат, нели, како преку голем број на електронски медиуми, печатени медиуми, нели, како се којдневно се валка сликата на исламот, како се којдневно за исламот се пружа слика која што не соодействува со вистината. Значи, идеолошката борба против исламот, почната е од времето на пејгамберот Мухамед салаллаху алейхи ва селем, ќе трае се до судниот ден. Ние сме во центарот на таа идеолошка битка. Ние муслиманите, кои што
сме си задале за задача да го обожаваме Господарот Аллах Субханаху ва Теала, да бидеме Негови робови, да живееме со Неговата објава, сакале или не, ние сме дел од таа голема, нели, кампања или пропаганда која што се води против исламот. Нели, дали е сега усмерена директно против нас овде или против некој друг, тоа не е важно. Важно е дека презнаците на судниот ден кои што ги најавува Мухамед салаллаху алейхи ва селем во овој момент веќе се остваруваат. И ние ите како сме дел од тие презнаци на судниот ден. А кога збориме за Мелхаме, значи за големата случка пред судниот ден, велиме дека Мелхаме е еден од големите предзнаци на судниот ден. Како нема да биде голем презнак на судниот ден кога ќе се појави кој? Кога ќе се појави и Мехди, нели, Мухамед ибн Абдулла, нели, ќе дојде, потоа ќе дојде Иса алейхи салату ва селам. И кога ќе ги собереме сите коцки на едно место и кога ќе чуеме што постои во објавата на исламот, а што постои во верските белешки и списи на порано објавените религии, ќе видиме дека мозаикот ќе се вклопи токму онака како што пегамберот салаллаху алейхи ва селем најавил дека ќе се случи. Нели? За да се објасни, значи темата за која што збориме, ај повторно ќе кажеме Мелхаме или како што, нели, како што ја нарекуваат, нели, како што ја нарекуваат христијанско-еврејските теолози, ја нарекуваат, таа голема случај ја нарекуваат Армагедон. Секако не е прикажана онака како што е прикажана во објавата на Господарот Субханаху ва Теала. Зошто? Од причина што со текот на времето е додавано, е одземано, модифицирано и прикажано е на начин на кој што им одговара на оние кои што не ја сакаат вистината на Господарот Аллах Субханаху ва Теала. И тоа е нивна особина низ историјата, браќа. Тоа е што? Тоа е нивната особина низ историјата. Ја, кон крајот на минатото предавање, ви го спомнав Јуша ибн Нун, алейхи салату ва селам. Тоа е младичот кој што му бил сопатник или другар во она така наречена верска екскурзија на Муса алейхи салату ва селам. Муса алейхи салату ва селам, знаете сите, нели, дека се смета од себе си за најучен човек во тој момент. Тоа не го рекол од кибр, тоа не го рекол затоа што бил убеден дека е најпаметниот и така натаму, туку тоа право го имал од објавата на Господарот Аллах Субханаху ва Теала. И он како Аллахов пејгамбер имал право така нешто да тврди. Како што Мухамед алейхи салату ва селам им зборел на асхабите, јас најповеќе се плашам од Аллах од сите вас. Јас најповеќе го познавам овој дин од сите вас. Јас сум најбогобојазлив од сите вас. Јас сум му најблизок на Аллах од сите вас. Го има право тоа, право, зошто? Затоа што Аллах Субханаху ва Теала му го дал низ објавата. Нас тоа право не ни е дадено. Муса алейхи салату ва селам исто така го има тоа право, со тоа што направил една грешка. Која е грешката, браќа? Не дека тој како пејгамбер погрешил како човек. Зошто? Бидејќи мислел дека во моментот ексклузивноста на Аллаховата објава и на Аллаховото знаење, кое што он возвишениот на некои луѓе во моментот им го објавува, мислел дека е резервирано или е ексклузивно само за него. Не знаел дека негов современик бил човек по име Хидр, алейхи селам. Некој велак дека Хидр бил вели, значи богоугодник, голем побожник, добар човек и така натаму.
Меѓутоа, некој вела дека бил небij, дека бил веровесник, Аллаху алем, и изгледа на вистина бил веровесник. Нели? Меѓутоа, дервишко шиитските религии, не велам религија, религии ги има многу, ни они сами не знаат колку се, значи дервишко или суфиско-шиитските религии, идеологии, за Хидр, алейхиселам, тврдат дека е некаква мистифицирана личност, кој што имал можност да прави некакви чуда, кои што се наоѓаат вон рамките на човечките способности. И ова се обични глупости, идиотизми, браќа, и ова се така наречени исраилијати, бидејќи ако сакаш да уништиш некој народ, уништи му го јазикот, а пред се уништи му ја верата. Бидејќи човекот ако не е способен да го разбере јазикот на верата, или ако не е способен да ја разбере својата вера низ призмата на небескиот јазик на Куранот, тој човек изгубен. Тој човек е што, браќа? Изгубен. Затоа важибе на сите муслимани да го учат арапскиот јазик. Сите вие тука што сте, и јас, вклучувајќи ме и мене со вас, значи важиб ни е да го изучуваме арапскиот јазик. Ова е ставот на Ибн Теймија рахимехулла. А пред се, ова е ставот на исламот. Бидејќи не може човекот да го разбере Аллаховиот китаб и сунетот на пегамберот алейхиссалам ако не го знае арапскиот јазик. Нели? Поинаку се чувствуваш кога го читаш Куранот онака како што Аллах го објавил, а поинаку се чувствуваш онака кога некој ти збори, ти го пренесува. Нели? Е сега, Муса алейхиселату веселам не знаел дека во негово време има човек кој што има не поголемо знаење од него. Тоа е грешка. Хидр немал поголемо знаење од Муса алейхиселам, браќа. Зошто? Затоа што на Муса алейхиселам во моментот му се објавува небеско знаење. Туку Хидр алейхиселам имал информации кои што Муса не ги познавал. Алейхиселату веселам. А тие информации се во директна врска со што, браќа? Се наоѓаат во директна врска со модерните, во времето на Муса алейхиселам, со случките кои што се случувале во општеството. Зошто треба ова да се знае, браќа? Со ова ни се дава до знаење дека муслиманот не треба ни за еден момент да биде одвоен од она што се случува околу него. Зошто? Затоа што ти, ако немаш информација за она што се случува околу тебе, нема да знаеш како да ја подготвиш стратегијата за одбрана од шејтанот и неговата војска. Ресул салаллаху алейхи ве селем секогаш имал информација, а кога ја немал, таа информација ја барал од асхабите. А кога никај асхабите ја немал таа информација, тогаш им рекол на асхабите: кој од вас ке оди кај непријателот да го научи нивниот јазик, да не извести за него. Како што бил случајот кога Бену Надир и Бени Курейза склопиле тајни сојузи, еврејски племиња склопувале тајни сојузи против муслиманите. И Ресул салаллаху алейхи ве селем морал да има информација. Што се случува? Зошто? Да ги заштити муслиманите. Не да напаѓа, да убива, како што денеска сака да го прикажат исламот. Али има право да се заштити. И еден од асхабите, сега не ми текнува на името, ако се сетите вие, да не подсетите, Аллах да ве награди, и еден од асхабите се понудил, браќа, и што тргнал кон нив и за само 3 дена. Значи, ова е керамет од Аллах субханаху ва таала. Керамет. Значи, чудо. За само 3 дена го научил јазикот на евреите. Значи, не научил како се вика чаша, не научил како се вика што стол, нели, или глава, го научил јазикот од А до Ш. Значи, ја научил конверзацијата нивна. Нивниот разговор го разбирал. И се му било јасно за што станува збор. Ме разбирате, браќа? Затоа велиме дека доколку сакаш некој народ да уништиш, уништи ја кај него потребата
тој да води сметка за својата секојдневица. Што значи тоа? Да се убие во тебе волјата за намаз, тоа е дел од твојата секојдневица. Да се убие во тебе волјата за зикр, тоест да го спомнуваш Аллах субхану ва таала, да се убие волјата да одиш во меџџид, да се убие во тебе волјата да бидеш дел од муслиманскиот джемат, а од друга пак страна да те преокупираат со сиромаштија, да те преокупираат со лажни информации, да те преокупираат со политички малверзации, да те окупираат со се она што ќе да оддалечи од верата на Господара субханаху ва таала. А човекот кој ќе се оддалечи од верата станува глуп, браќа. Значи тоа се однесува на нас муслиманите. Тоа ни е од Аллах субханаху ва таала, така ни е дадено. Има некој, види оние кафир, ама паметни се, ние муслиманите сме глупи. Не. Ние муслиманите сме паметни, бихамдилlah аза ва џал. Они сега што го брка дуњалукот, да, има дуњалук. Аллах е праведен, им го дава. Меѓутоа, човекот кога бил во исламот и почнал полека да се трга од исламот, тој глупав. Тој ќе биде осуден и на пропаст, и така натаму, и така натаму. Зошто е важно да се збори за Армагедон или за Мелхаме? Зошто е важно да се збори за тој судир? Браќа, затоа што во светот, во целиот свет, во моментот е актуелно што, браќа? Во моментот е актуелна така наречена глобална палестинизација на муслиманите во светот. Палестина е окупирана. Значи голем, затвор од отворен тип. Евреите се којдневно убиваат, палат, жарат, плячкосуваат, протеруваат. Еве, не знам, видеото, дали го видовте од пред некој ден. Ранет палестинец лежи, собрани околу него еврејски војници и амбулантна кола, и еден доаѓа и пука. Сте го виделе видеото. Цел свет го има видено тоа видео. На никого не му одговараат. А од друга пак страна, им се смеат на европејците и ги провоцираат белгијанците, вие сте криви поради ова што ви се случи во Брисел. Иако ние тоа не го одобруваме, иако ние тоа не го поддржуваме, нели? Ама не во атарот на овој или оној, него не го поддржуваме затоа што не е добро за исламот, не е добро за муслиманите, а не поради нечив атар. 70 години убиваат муслимани во Палестина. Таа палестинизација, браќа, доколку муслиманите не ја разберат тежината на проблемот, ќе бидат жртви на палестинизација секаде во светот. Жртви на палестинизација каде се? Муслиманите во Босна. Од 92 до 95 ги убива. 230.000 муслимани убија и на крај Караджич пред неколку дена доби 40 години затвор. 40 години за 230.000 луѓе, браќа. И докажано е. Доби 40 години човекот. Бил таму 5-6 години, значи уште 32 години, ако доживее 100 години, ќе излезе од затвор. Нели? Меѓутоа е иронија. Од друга пак страна ќе уапсат некого за некое помало дело, ќе добие по 10, по 15 години, муслиман. Нема врска, има докази, нема докази. Кај може овој украл, разбираш, нешто од 1000-2000 евра, добива по 7-8 години, или рекол нешто таму, ќе добие 15 години, овој убил 230.000, го рамнат со овој злосторник. Се смеев завчера, ги читам овие политичките гениалци, нели, ги читам и викаат комората на северо-западна Македонија, во северо-западна Македонија, поголем дел се наши муслимани, албанци, нели? И вика бизнис комората на северо-западна Македонија, вика реагира и вложува протест во Министерството за финансии, за развој и ова и она. Зошто? Вика затоа што владата распишала конкурс, вика за вработување на 20.000 фризери и шнајдери. Фризери и шнајдери. 20.000 и тие курсеви се плаќаат по 6.000 денари. Значи, 20.000 наши млади да ги посетуваат тие курсеви, нели, 20.000 по 100 евра, колку му доаѓа тоа?
Ajde, presmetajte, mene matikata mi je slaba strana. Neli? Od druga pak strana, biznis komorata vo jugoistočna Makedonija vika gi forsira i gi pomaga kursevite za nad 40.000 novi вработувања, вика од областа на технологијата, на информатиката, на индустријата. Значи, каде што има пари, оди таму. А каде што треба да ти прават фризура, да ти ги шишат брчињата, извинете на израз, или ако ти се скинал, нели, на газот, малце панталоните ти се скинале, да знае тој Шнајдерот како да ти ги закрпи, тоа муслиманите, они ќе го превземат тоа. Тоа е таа палестинизација, браќа. Затоа нас ни треба кадар, затоа нас ни треба интелигенција, затоа нас ни треба образование, затоа ни треба школа, браќа. И џамиите на Господарот Аллах субхану ва таала кога ќе се наполнат, значи тоа да биде што? Тоа да биде една позитивна мешавина, еден позитивен микс на побожни Аллахови робови кои што веќе имаат надвор од зидовите на овој меџид, имаат, завземаат актуелно место во што? Во секојдневниот бизнис живот. Зошто? За да може да се обезбеди просперитетот и иднината за генерациите кои што доаѓаат зад нас. Нели, после нас, пардон. А не да се повторува ако ти треба да ископаш септичка јама, се знае. Само помини таму, се знае кои се работниците. Скопје 2014 година која гради? Градат овие бизнис фамилии од овие политичките фамилии на власт. Меѓутоа, кога треба да се копаат каналите, како ги викаат, септички јами кога треба да се копаат, се знае кои помини и ќе чуеш албански јазик зборат. Нели? А кога треба да се чистат улиците таму, нели, или по парк, извини на израз, кучешкиот измет, ќе чуеш ромски се збори таму. Тоа е. Нема друго занимање. Волијаду билла. Затоа верникот треба, браќа, да биде свесен. Не дека ние го форсираме овој говор затоа што сакаме дуњалук. Не. Едноставно затоа што тоа ни следува, браќа. Зошто ни следува? Па затоа што Господарот субхану ва таала ти дал памет, да размислуваш, да знаеш како да се поставиш. Зошто, браќа? Затоа што верникот не смее никогаш да дозволи да биде понижен. Не смее, браќа. Верникот е достоинствен. Верникот е горделив. Нели? Верникот е тој кој што збори во името на Аллаховата вера. И ти сега збориш во името на Аллаховата вера, после 5 минути те гледат, копаш таму септичка јама. А тие ја одбиваат Аллаховата вера и што? Го земаат кремот и колачот на сите бизнис сделки и ти си уништен и целото твое семејство е уништено. Ме разбирате, браќа? Верникот така нешто не сме да дозволи. Затоа пегамберот алейхи салату веселам кога го почнал даветот, првите луѓе кои што ги собрал околу себе биле луѓе со запазен и со видлив што статус во заедницата. Ебу Бекр ради Аллаху анху, знаете, бил градоначелник кога Расул салаллаху алейхи веселем обзнанил дека е пегамбер. Значи, градоначелник на Мека бил Ебу Бекр. Па Осман бил еден од најбогатите луѓе. Нели? Веќе за Омер ради Аллаху анху да не збориме. Ем богат, ем храбар и така натаму, и така натаму. Немало, муслиманите немале ништо во раце, меѓутоа кога Омер ради Аллаху анху го прифатил исламот, муслиманите одненадеж добиле што? Добиле Министерство за внатрешни работи и Министерство за одбрана. Абдулла ибн Месуд ради Аллаху анху вели, пред да дојде Омер, вика, не смеевме да се приближиме кон Кјабето. Вика, кога Омер го прими исламот, вика, ние клањавме, вика, и никој не смееше да ни се приближи. Народот кој што не ја знае историјата своја, браќа,
Значи, ние не смееме да живееме од историја. Меѓутоа, народот кој што не ја знае својата историја, нема да биде способен да ја разбере својата денешница, а ти ако тоа не го знаеш, па нема да знаеш како да ја испланираш својата утрешнина. Нема да знаеш што сакаш утре. Зошто? Затоа што ќе ги повторуваш грешките кои што ги повторувале пред тебе. И секогаш шејтанот со неговата војска ќе биде и пред тебе. Секогаш. Нели? Природата и карактерот на еден народ ја означува личноста на тој народ, браќа. Кој го измислил Армагедон? Никој. Или Мелхаме? Тоа ќе се случи. Ќе видиме како. Меѓутоа, начинот на кој што се манипулира со ова, за да се заведат ехлул китаб, значи евреите и христијаните, од страна на нивните свештеници, од страна на нивните монаци, од страна на нивните верски великодостојници, немојте да мислите дека они се сите заедно, дека се сите исти и машала, нели? А ние сме партал. Не. Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'anu wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Вика ти мислиш дека они се заедно цврсти, вика но нивните срца се разединети. Они самите ги мамат своите народи, ги лажат. Една од најголемите лаги на сметка на нивните народи е токму лагата за Армагедон, како што тие ја испланирале. Затоа евреите, браќа, кога реков на почетокот, ви зборев за Јуша ибн Нун, нели, по она долготрајно талкање по пустината, по она долготрајна мака, по долготрајното понижување кое го трпеле од другите народи во околината, виделе дека нема друг излез за нив, освен повторно да му се обратат на Аллах субханаху ва таала. И барале од Јуша ибн Нун, значи нивниот веровесник во тој момент, сопатникот на Муса алейхи салату ва селам, нели тој младичот што ја носил рибата со себе од суретул Кехф. Се надевам дека сте го не велам дека сте го прочитале, се надевам дека некои од вас дури го знаат суретул Кехф на памет, нели? Значи што се случува? Дошле кај Јуша ибн Нун и му кажале вака више не оди. Значи ги пратиле своите најзабележителни политички великодостојници со молба кај Јуша ибн Нун. Вика, дај назначи ни крал кој што ќе не поведе да освојуваме, кој што ќе не поведе во победа, кој што повторно ќе ни ја врати гордоста, да си го вратиме статусот кој што го имавме порано. Нели? Тоа го барале од кого? Од Јуша ибн Нун. Значи од нивниот веровесник. Ама он им рекол, вика, ако Аллах субханаху ва таала вас ви назначи крал, дали ќе издржите до крај да му бидете покорни на Аллах субханаху ва таала, па потоа да му се покорите на вашиот крал, или како што ви е вашиот обичај, пак ќе измамите, пак ќе излажете, додека не го добиете тоа што го сакате. Затоа, браќа, една многу интересна информација, кога сме веќе кај тоа, улемата на исламот вели дека сите оние кои што мамат, лажат и се однесуваат како евреите во времето на Муса или на Јуша ибн Нун, иако се муслимани, со своите дела тие се слични со кого? Со евреите. И таквите заслужуваат Аллах субханаху ва таала на нив да се разлути и да даде да лутаат. Зошто? Затоа што во 100% се поистоветиле или слични се со овие кои што му рекле на Јуша ибн Нун. Не, нема да излажеме. Овој пат даваме збор. Ќе биде се како што треба. Само дај го ти она што ние ти го бараме. Добро. Во тоа време на власт бил кој? На власт бил Џалут. Владетел од кенаниско потекло. Кенанијун се исконските арапи. Значи, имало веќе крал.
I on rekao, leve viho. Toj ke vi bide kralj, toj ke vi bide predvodnik. To je ličnosta koja što vi ja barate. Ima i pozicija, ima vlast, ima vlijanije. Vi je samo treba da mu se pokorite i nemojte da se grižite. Koga ke dojde vreme, Allah subhanahu wa ta'ala ke vi dade pobedata preku ovoj čovjek. Iako vi je сега во моментот mislite дека не, овој не ни одговара, ама Аллаховата објава е вистинита. Ке ви се исполнат сите идеи, намери, нели, и накани што ги имате токму преку личноста на овој човек. И веднаш се побуниле. Веднаш се побуниле и рекле што? وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Allah subhanahu wa ta'ala veli u suretul Bekara na jazikot na Juša ibn Nun, a oni veke barale da se borat. Zašto barale da se borat, brakja? Barale džihad. Znači, bukvalno barale džihad. Vika baraju od Allah, baraju od Bog, da ni prati kralj koji ke ne povede, što? Koji ke ne povede da se borime na Allahu. Kalu, وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. И вика, па зашто да не се бориме ние на Аллаховиот пат? Кога веќе не избрка од нашите домови, не одвоја од нашите деца. Значи, барале да им се поврати достоинството, да им се поврати она што им е одземено, меѓутоа под еден услов. Знаеле дека тоа не може да го повратат, освен ако исполнат еден услов. Кој? Да имаат джихад. Нивен джихад, мислам. Нели? Да се борат. И кога Аллах субхану ва таала им го назначил овој човек, значи Џалут, нели? Рекле што? قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. Вика, зошто тој да не биде крал? Па ние имаме поголемо, ние полагаме поголемо право да бидеме владетели отколку он. Значи првин бараат, после кога Аллах субхану ва таала им дава, откажуваат. А веќе дале ветување дека ќе се покорат и нема да приговараат. Такви се и сите оние кои што бараат излез од оваа ситуација во име на Исламот и кога Исламот ќе им го понуди тој излез, тие прават што? Ма не може тоа така. Дајде вака да и направиме, дај онака да направиме, дај овие мерки да ги превземе, дај тука малку да дотераме, дај малку да модифицираме. Хиджаб е ваджиба. Добро, хиджабот е ваджиба, ма малце на страна, па до тука женската не е проблем, или до колено добро. Она нека носи шамија, ама кратка сукња нека носи, не е тоа проблем. Нели? Таа модификација ќе го уништи човекот, ќе го уништи волијаду билла динот кај човекот ако биде под влијание на таа модификација. Бидејќи таа модификација е што? Е дел од идеологијата на Иблисот и неговата војска. Идеолозите на ваквото размислување, еве ги. Овие истите кои што кажале, првин барали и после кога им е дадено, зошто он па да биде? Од кај па он сега? Зошто он право? Па ние имаме поголемо влијание, ние сме од ова племе, па гледаш и т.д. и т.д. Исто како што го кажале за пегамберот салаллаху алейхи ва салем. Зошто он да биде пегамбер? Па ние имаме попознато племе, имаме попозната лоза, имаме ова, имаме она, и така натаму, и така натаму. Аллах субхану ва таала вели во Куранот: "Валлаху ја'лему хајту јадж'алу рисалата." А Аллах најдобро знае каде ќе го постави пејгамберлукот. На кого ќе му даде, што ќе му ја даде таа привилегија да биде што браќа, да биде пејгамбер. "Волем ю'те се'атен минал мал." И вика, што Џалут сака? Тој сака да биде наш крал. "Волем ю'те се'атен минал мал." Па вика, тој не е богат, не му е дадена финансиска власт. Ние можеме тоа да го воспоставиме, не он. Значи, ова е доказ дека овој народ низ историјата, што низ историјата биле популарни и мощно способни финансиски малверзатори, браќа. Значи, каматата е нивна измислица. Каматата, лихварството е нивна измислица со илјадници години наназад. И ти не можеш да му се спротиставиш на нешто старо илјадници години, а не ја познаваш својата вера. Не го познаваш
din od Allah subhanahu wa ta'ala. I ne se trudiš svakodnevno da davaš doprinos tvoja ta zajednica ili tvoja džema da napreduva. Nije muslimanite, brakja, stradame od danas od strašna budalaština i idiotizam. Се уште се караме меѓусебно, се уште се напаѓаме меѓусебно, нели? Добро, има некои бисери кои што заработуваат во име на верата, нели? Океј, оставете ги. Они ќе полагаат сметка кај Аллах субханаху ва таала. Немојте да губите време со такви работи. Немојте да губите време со гибети, со препукувања, со меѓусебни обвинувања. Ти гледај да дадеш допринос овој дин да напредува. Ти гледај да си го најдеш местото, да бидеш запазен во смисла луѓето преку твоето делување да се чудат и позитивно да ја оценуваат што? Твојата вера преку начинот на твоето делување. Ме разбирате, браќа? Хела нејс. Да не ви должам многу. Кога Господарот субханаху ва таала му дал значи власт на Џалут, и кога овие конечно го прифатиле Џалут за свој владетел и кога го прифатиле за свој воен, нели, предводител, се случува работа која е карактеристична за овој уммет, за умметот на Бену Исраил. Кога тргнале во битката која што била пресудна за нивната судбина, Џалут сакал да ги стави на искушение своите војници. Ги имал на илјадници на располагање. Кои војници? Од редовите на Бену Исраил, од редовите на евреите, браќа. Ги ставил на искушение. Кое било искушението? Биле гладни, биле жедни и поминувале преку една река. Сега дали е тоа реката Јордан, не се сеќавам. Река, нели, поминувале преку таа река и он сега сака да ги стави на искушение. Значи, ова е кажување од суретул Бекаре. Значи, во тефсирот на ајетот Фелемма фесале Талуту бил џунуд. Значи, кога Талут со својата војска тргна кон реката, кале ина Аллахе мубтеликум бинеха. Им рече, Аллах ќе ве искуша со оваа река. Што? Им рекол, Аллах ќе ви искуша со оваа река. Фемен шерибе минху фелейсе минни. Уелем јатамху фе иннеху минни илла мен игтерефе гурфетен бијади. И вика, кој ќе се напие од оваа река, не е од мене. Значи, од тој војник немаме никаква корист. Тој е војник кој што тргнал во овој поход само да оствари, што? Да оствари воен плен. Да се здобие со некој материјално дуњалучко добро. Илла мерих терефе гурфетен бијади, освен оние кои што со својата дланка ќе поминат преку водата. Значи, нема да пие. Ама само од преголема жедвака ќе направи и ќе каже не. Јас ќе му се покорам на својот заповедник. Зошто? Затоа што покорноста кон Талут било искажување на директна покорност кон Аллах субханаху ва таала. Како што им е на муслиманите ваџиб да искажуваат директна покорност кон пегамберот алейхи салату ва селам, зошто? Затоа што на тој начин му се покоруваат директно на Аллах субханаху ва таала. Исто е. Кај сите поранешни народи истиот концепт постоел, браќа. Затоа велиме дека верата е од еден извор. Луѓето ја изобличиле. И сега што? Поголем број од војниците се напиле. Немале сабр. Не можеле да издржат. Само 70 од целата војска не се напиле од таа река. И замислете го сега Аллаховото чудо. Чудо од суретул Бекара, дека што токму тие 70 мина успеале да ја поразат војската од неколку илјадници, која што ја предводел човек по име Талут. Тоа е она позната приказна Давид и Голијат. Сте слушнале? Нели? Тоа се спомнува во Библијата. Исто така.
Međutim, Kur'anot nije dava točno i precizno nego dava ova kažuvanja i ova slučka. Davud i Džalut. I Talut. Neli, što se znači, ime to na kralot, kako brakja? Džalut. A ime to na kralotna neprijateljska ta vojska je kako? Talut. Dobro. Tok mu tije 70 na čelo so Davud, alejhiselam, koji što imao samo 16 godini i bil del od tije 70 što ne se napile, tok mu oni ja porazile po mnogu brojnata vojska na koji? Na Talut. Zašto ovije prvite što se napile više nemalo nikakva korist od njih vrakja? Zašto? Vo tije što nemalo nikakva korist od njih, deneska mnogumina od nas muslimanite može da se prepoznat. Prva rabota. Nemale akida. Nemale cvrsto uveruvanje дека на вистина тргнале на патот на вистината. Втора работа. Ако тој нема убедување дека тргнал на патот на вистината, тоа е резултат на неговата неискреност со Аллах субханаху ва таала. Третата работа. Ако тој не бил подготвен тоа да го прифати, тоа значи дека што? Дека не е искрен кога тврди дека верува во постоењето на ахиретот. Не ги сака ахиретските плодови. Сака овој дуњалог да го види. Нели? Четвртата работа, ако човек со вакви карактеристики тврди за себе дека е искрен исламски практичар, кај четвртата карактеристика сигурно повторно ќе падне, бидејќи првите три карактеристики или услови не ги исполнил, како што била војската на Џалут. Кој е четвртиот услов, браќа? Кој е четвртиот услов? Поради нивниот идиотизам и поради нивната непослушност, поради нивната нетрпеливост, поради нивната непокорност кон вистината, го одбиле легитимитетот да ги предводи верска личност за која што Аллах субханаху ва таала директно гарантирал. Кој е тој? Џалут. Истото на нас муслиманите денеска ни се случува. Имаме личност за која што Аллах субханаху ва таала директно ни гарантира дека ќе успееме. Ние не сме знаеле како да ја прифатиме таа личност и поради тоа страдаме. Не ни се криви овие или оние, или овака или онака. Муслиманите се виновни, браќа. Само немојте погрешно да ме разберете ако кажеме дека муслиманите се виновни, што? Значи овие немаат вина, овие што фрлаат бомби, што убиваат, што палат, што не гетоизираат, сакаат да не сместат во мини Палестина на Балканот? Не. Они тој грев го имаат. Ќе одговараат кај Аллах субханаху ва таала. Тоа нема бегање од тоа. Меѓутоа, пред да одговараат кај Аллах субханаху ва таала, Господарот ќе ги искуша уште во животот на овој свет. Ќе ги искуша што? Уште во животот на овој свет. Ќе им даде нешто што на вистина ќе ги потресе, браќа. А истовремено ќе ги оневозможи да се покајат. А верникот, браќа, кој што верува во Аллах субханаху ва таала, го сака овој дин, се труди за просперитетот на овој дин и верува и се подготвува за моментот кога ќе се сретне со Аллах субханаху ва таала, па макар и понекогаш да направи некој грев, Аллах субханаху ва таала сепак ќе го чува неговиот иман. Има едно предание, бил еден човек богат, муслиман, имал комшивка која била многу убава. Значи со заносна убавина била. Кога би излегла на улица, паѓале како муви, знаеш, ќе падне. Толку била убава. Не можеле два пати да ја погледнат, браќа. И овој, нашиот јунак од ова кажување, се заљубил до нос или до уши, нели? Се заљубил. Кога и да ја видел,
zaboraval i na takvalukot, i na imanot, na sve zaboraval. Po всякоја цена се трудел да ја добие за себе. Меѓутоа, она го одбивала. Зошто, браќа? Во преданието е регистрирано дека била голем побожник. Дека голема била многу честна, имала голем ахлак, имала морал. И дека никој од луѓето не можел да и се доближи. Зошто? Поради нејзиниот таквалук. Меѓутоа, настапило време на голема сиромаштија и она еден ден се обратила на најблискиот, на комшијата, бидејќи ти како комшија должен си да го помагаш својот брат. Ресул алейхи салату ве селам вели, не е муслиман оној кој што ќе заноки, а знае дека неговиот сит, ќе заноки сит, со пол стомак, а знае дека неговиот комшија е гладен. Без оглед кој ти е комшија, браќа. Погрешно е да се смета дека само ако муслиманот е комшија. Не, дури и немуслиман да е ти е комшија, браќа. А да знаеш во каква ситуација, тебе ти е ваџиб да го помагаш. Тоа е убавината на исламот. Ова е она што ние го имаме, они го немаат. Меѓутоа, на жалост, денеска и тоа повеќе го имаат од нас. Само кога велам го немаат, не е кај нив забележено, кај нас постои, како акида. Нели? Настапиле денови на сиромаштија, и ова, чукнала на вратата на својот комшија. И овој кога ја видел, едва и дочекал. Му проработил шејтанот, сака да искористи ситуација. Како овие неженетиве се смеат. Сакате и вие да искористите ситуација. И му се пожалила. Вика, сиромаштијата ме нападнала. Вика, те молам во името на Аллах, вика да ми помогнеш. Ово искористил. Вика, нема проблем. Ке ти дадам све што ти е потребно. Само виде една ноќ да бидеш моја. И ова го погледнала, му го свртела грбот и си отишла. Дошла повторно кај него. А што е интересно? Ова го заборев. Овој човек имал способност, имал керамет, ова го заборев. Нема смисла ако ви го кажам, да не ви го кажам ова на почеток. Овој човек имал способност, Аллах субхану ва таала му дал керамет, браќа. Ја го допирал огинот со своја рака. И бил во состојба да земе жар и да го префрли на друго место, а да не ја изгори раката. И како беше овој алимот кој што го пренесе овој ривајет, му го заборавив името, он го ја пренесе оваа случка. И го запрашал како е можно раката да не ја гори. И он почнал да кажува, имав комшитка, имав ова, она, и вика, кога ми дојде втор пат, вика, повторно бараше помош од мене, и вика, кога одлучив повторно тоа да и го кажам, да биде моја, она само ми рече, итекилла, плаши се од Аллах. И вика, веднаш во моментот, вика, нешто во мене се смени. Вика, јас се видов себе си, вика, на судниот ден, вика, пред мене джехеннемот, и реков, вика, немој да се плашиш. Вика, не сакам да те искористам. Вика, ова што сакам да ти го дадам, ти го давам само поради задоволството на Аллах, со никаква друга цел. И она го зела тоа и правела дова за него. Вика, Господару мој, ако овој твој роб е искрен, бидејќи тешко е да бараш од некого, браке, тоа е понижување. Затоа во исламот, ако видиш твој брат да има потреба, немој да чекаш да бара. Побрзај ти дај му. Сочувај го тоа понижување. И ова правила дова, Аллаху мој, вика, ако овој твој роб е искрен, вика, во ова што мене ми го кажа, вика, чувај го, вика, од нар, од джехенемскиот огин, вика, и на ахиретот, и на овој свет. И вика, Аллах субхану ва таала ја услишал и ја прифатил довата на оваа девојка, вика, поради тоа, вика, мене, вика, огинот не може да ми наштети на овој свет, а се надевам дека и на идниот свет нема да ме гори. Керамет од Аллах субхану ва таала, браќа. Тоа е резултат на таквалукот на еден верник. Тоа е резултат на таквалукот на еден верник, на човек кој што целиот живот го вперува и го усмерува кон вистината на Господара субхану ва таала. А се чува од лаги и се чува од сите оние карактеристики кои што го водат во пропаст.
وَلَنْ يَزَالَ الرَّجُلُ يَصْدِقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا, veli Rasul sallallahu alaihi wasallam, vo hadis koji što go registriral Imam Buhari, i kad čovjek od kja zbori vistiната toliko uporno i toliko često, sve do deka kaj Allah subhanahu wa ta'ala ne bude zabeležen kako vistinoljubiv. I to je njegova karakteristika, gotovo. I više ljudje to go znaat. I koga se pojavува nekada i koga šeta među ljudje to, se znaje, čustvuvat od nego sram. Čustvuvat, stravo počit od nego. Zašto? Zato što je to i glasnogovornik u ime to na Allahovio din. I se koga še zbori vistinata. Ne li? I ljudje to je dvaj čeka da sednac od takov čovjek. I ta onaj, وَلَنْ يَزَالَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. A druga ta situacija, i čovjek od kje laže sve do deka ne bude zapišan kaj Allah, deka je lažljivac. Ne li? A lagata je delot mu na fiklukot. I сега ako prvi od čovjek je dvaj čekame da go vidime i ubavon je ovo njegovo društvo, koga ke go vidime ovoj drugi, od samo ne dojde ovoj. Ke mu se smiješ, ke go izbjegavaš. I niko je ozbiljno nego razbira. Međutim, nije toj problem go imame danas. Zašto? Zato što se ušte ne smo izgradile ozbiljen i konkretan pristup kon verata na gospodara subhanahu wa ta'ala wa subhanaka wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu 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 Allah Allahu